Добро утро за нашиот гости Нани. Добро утро. Нани, добро утро и честитки за видеоспотот кој што ќе го промовираме денес овде, така? Така е. Но видовме гитара на радост на сите нас, што значи дека ќе имаме и музика во живо. Така е. После твојата тема и после вестите сериозно И ни то е како ни потребна треба една гитара. музичка психотерапија на сите. Така е. Да. Ти благодарам, Искра. Добре ни дојде Нани за прв пат во утринската на Алфа телевизија и задоволство ми е што пред нашата публика ќе те промовираме, бидејќи ти си едно ново име за нас на нашата македонска естрада. Кантавтор си, гитарист, текстописец, на некои твои композиции музиката ја имаш направено, но на оваа која што денеска ќе ја промовираме, за музиката беше задолжена Андријана Јаневска, така текстот е твој, аранжманот е нејзин и малку подоцна и гледачите ќе имаат можност да го погледнат и видеото, кое е многу интересно спакувано, многу интересно обликувано и самиот ќе ни откриеш на колку локации го работев. Тајде за почеток кажи ми, ти си студент на германски јазик, така нели? Да. Од каде музиката? Дали те следи од дете кога беше мал или малку подоцна ти се случи желбата да бидеш во светот на музиката? Добро утро до гледачите на Алфа, благодарам на поканата, благодарам за прекрасната најава. Па музиката уште од мал ми дојде како идеја за... Како другарче. Да. Мене ми е прва љубов и последна љубов ми е музика. Да, како хоби го сметам, барем сега за сега. Сакав уште од мал да творам, да пишувам своји текстови и да ги создавам во своја авторска песна. Си бил ли дел од некој бенд кај вас во Паланка? Ти ова утро ни допадува од Крива Паланка, тоа е твојот роден град, таму живееш. Си бил ли во некакви бендови? Обично почетоците се такви, кога со истомисленици како нас, луѓе кои си ја имаат музиката како една силна страст во животот и се обединуваат така во некакви тимови. Па не сум бил во бендови, моментално сам функционирам, сам свирам по дома и сум имал прилика исто и во гимназија да свирам, да пеам за една предновогодишна забава. Ама амбициите ни се поголеми, така? Да, и се... Од по дома се почнува. И јас почнав по дома, па по комши, и од по комши се расшири на секаде работата да се пее. Така. Кој стил на музика најмногу те влече? Најмногу поп-рок. И така си решив тие песни, нели, да бидат во поп-рок стил. А како ти се случи соработката со Андријана Јаневска? Таа е еден голем професионалец и секој кој што соработувал со неа знае дека навистина она што ќе го кажеш и начинот на кој сакаш да биде нешто спакувано, тоа вистински ќе биде и повеќе од очекуваното. Па како? Најдов контакти од Андријана Јаневска, од нејзиното студио. А таа е достапна и секогаш можеш да ја најдеш. Така, за било што, дали, еве примери за текстови. И така, се консултирам со нејза исто. Да. Ние денеска ќе погледнеме подоцна ќе го погледнеме спотот за најновата песна, ама ти ќе ни отпееш нешто, бидејќи не случајно ја носиме гитарата. Јас те замолувам вака малку да направиме, да го разговорот, да го прекинеме со една песна која што ти ќе ја подариш на гледачите. Сега ќе отсвирам една исто авторска песна, која што исто така во соработка со Андријана Јаневска. Се вика "Ако некога се појавиш". Чекаме да се појави, така? Да. Сите ние чекаме, и чекањето е најубавата работа во животот, кога веќе ќе се појави некој, престануваш да чекаш и ништо не е интересно. Ама она чекањето, кога вистински чекаме, тој и таа да се појави, тоа е нешто за што вреди да се живее и вреди да се чека, а и убаво ќе ни дојде малку музика во живо. Повели на ни. Благодарам. Да можам да го вратам времето, себе сторил да бидам твој. Ме гледаш ли мене во него, те прави ли среќна тој? Да можеше да биде ко порано, ние
заедно повторно, поминуваш без Бог до мене, но знај, луцум по тебе. Ако некога се појавиш ти, не ти требаат зборови, прегрни ме, пак со оној сјај, шепните сакам до безкрај. Ако некога се појавиш ти, не ти требаат зборови, прегрни ме, пак со оној сјај, шепните сакам до безкрај. Да се врати времето, да биде пак ко порано, јас и ти, повторно, крај би било небото. Ако некога се појавиш ти, не ти требаат зборови, прегрни ме, пак со оној сјај, шепните сакам до безкрај. Ако некога се појавиш ти, не ти требаат зборови, прегрни ме, пак со оној сјај, шепните сакам до безкрај, до безкрај. Многу убава мелодија. Многу убава мелодија, може би да беше во некоја по-доцна фаза во денот, може би уште повеќе вака ќе го отвореше твојот глас, но и тремата пак си го направи своето со оглед на тоа дека и Нани нема некое многу големо искуство телевизиско, ама чекор по чекор во животот така оди. Која напиша музиката на оваа композиција? Андријана Јановска, додека текстот го напишав јас. Што те инспирира најчесто, освен љубовта, те инспирира примерно, предпоставувам, но еве си направил ли некоја песна каде што не е љубовта инспирација? Па искрено, сега за сега само љубовта. Ке видиме натаму што ќе излезе, се надевам нешто ќе излезе. И нешто поинакво тема, но некако таа љубовта како да не излегува од мене и цело време на тоа сум, на тоа ми инспирација за пишувам. Имаш ли некои идоли во музиката? Некој кој, да речеме, ве ти доаѓа да ги пееш или да ги свириш неговите песни? Тоше Проевски, може да исто го слушам него од нашите пеачи. Не би имало смисла во музиката да не ни е Тоше идолот, особено на вас младите, кои може би еве и не сте негови современици, ти си сигурно 26 години, но го паметиш Тоше, така нели? Да. По што најмногу го паметиш Тоше? По неговата добрина. По чиста душа, искрена душа, ангелски глас. Се пеат ли неговите песни во Паланка? Предпоставувам дека како млад човек ти се движиш меѓу луѓето, иако велиш дека немаш време за настапи твои, но се движиш по места каде што и се негува таа музика во живо по локалите. Се пеат ли негови песни доволно? Мислиш ли дека го има се уште застапено или мислиш дека како да го подзабораваат луѓето? Па мислам дека се уште го пеат. Му ги пеат неговите песни и по настапи, како што слушам по градот, по Паланка, по кафичи, нотни клубови, го пеат. Ако сакаш, можеш и да не почестиш со една негова песна. Ако се чувствуваш ти ако не, нареден пат ќе оставиме за нареден пат. Ќе оставиме за наредна прилика. Добро. Јас разбирам дека тремата е составен дел од оваа работа и не би било логично да немаме трема, значи ние се едно таму каде што сме дошле. Кажи ми ти мене нешто ова утро за Паланка. Јас одамна не сум била таму, но знам дека во околината на Паланка имате многу убави места каде што и туристите сакаат да ги посетуваат, странските, ама и домашните туристи. Кои се тие места што би ги нарекла јас must have, каде што мора да отидеме, а сме дошле до Паланка? Па на прво место тука е манастирот Свети Јоаким Осоловски. Колку е оддалечен тој од градот или веднаш е до градот? Се оди пешки? Сте оделе вие како деца пешки? Да, може да се оди пешки, да, ама далечко е. Значи, сепак е најдобро да се организираме со возило. Има ли некоја легенда за тој манастир? Па не знам се. Не ја знаеш добро? Никогаш не е доцна да ја научиш.
може би и нема, ама еве јас прашувам, знам само дека многу луѓе веруваат во чудотворноста, во чудната сила и Божја моќ таму да дојдеш да преноќиш во тие некои конаци таму и Да, да така вистина има исто за преноќување како хотел, соби. И исто така во околината на Паланка и Калин Камен, така нели? И Калин Камен, тоа е малку погоре од манастирот. Каде вас најчесто ве носеа на екскурзија како деца во Паланка? Во кои делови од околината? Баш таму? Па така, на манастирот секако и на Калин Камен. Така. Кажи ми до каде си стасан со студиите? На студиите сега сум втора година на германски јазик и книжевност. И како ти оди? Добре, Може ли да се совлада лесно германскиот јазик? Мене, да речеме, ми е ултра тежок за учење и јас мислам дека никогаш не би можела да го совладам, дури ниту површно онака што би рекла јас аматерски. Ти никогаш претходно го немаше учено германскиот јазик, во средно учеш англиски, предпоставувам? Да, англиски и француски беше во мое време во средно. Сега веќе во Крива Паланка го имаат и германскиот како опција. Ама тогаш ти кога беше среднист го немаше. Го немаше, И што те натера да се охрабриш вака да запишеш германски да студираш? Па англиски како англиски, според мене нема човек што Не го говори? не го говори, што не го знае, а сакав да си дадам еден предизвик за мене. Да видиш дека можеш? Да. И како тргна работата? Па долго, на почетокот беше тешко секако, но со тек на време, еве веќе го научив и јазикот. Така. Одлично. Ме радува тоа што има луѓе кои не се плашат од непознаници и не се плашат од нешто да почнат да го прават од нула, бидејќи со 18 години да запишеш факултет и да 19, на колку завршувате сега, средно на 19 завршувате, да почнеш да учиш од нула е навистина голема храброст и респект. Какви се твоите планови за воиднина? Каде се гледаш себе си во музиката? Па ќе продолжам секако да пишувам свои песни, да објавувам. Сега искрено, како што сам работам во текстови, малку си бага работата константност, секако. Кога си најпродуктивен, кога си вака со најмногу идеи, дење, ноќе, рано наутро, како функционираш? Ноќна птица сум. Ноќна птица си? Да. Кога е највеќе мирно. Споделуваш ли со некого мислење, бараш ли совет, кога нешто ќе го направиш, ама нешто не ти е заокружено, бараш ли од некого или тоа го правиш со Андријана? Кога влезам во студио, пример, кај Андријана, кога дојде време за снимање, барам совет од нејзе за некоја промена, евентуално во текстовите и секако дека е тука таа за да ми помогне да се исправи нешто во текстовите, но 90% од текстовите, ајде 10% ќе оставиме настрана, 90% од текстовите се така како што ти си ги создал. Да. Неодамна минатиот викенд беше Евровизискиот надпревар, таа е голема евровизиска журка каде што целиот свет се представува. Ние за жал не бевме присутни оваа година. Дали ги следиш случувањата таму и дали можеби еден ден сонуваш за таа сцена? Како? За Евровизија, дали сонуваш за Евровизија? Па искрено тоа е преголем залак, но... Ајде да тргнеме од домашните фестивали. Кој од домашните фестивали би сакал да се видиш тука? Планирам за Макфест. Здраве за некоја наредна песна. До сега не си дал песна на Макфест? Не си се пријавил на конкурс? Не сум се пријавил, но сакам, да. Еве ова нека биде... Еве пример, ако некога се појавиш песната, баш со Андријана Јаневска разговаравме, баш и спомнав пред да се објави песната и спомнав за Макфест. Па зошто вика не ја пуштиме во Макфест, ова беше навистина песна фестивалска сега што ни ја отпеа со многу моќен рефрен, со многу певлив рефрен и точка на кулминација која ја бараат фестивалските песни и мислам дека
би била супер прилика, ама вие ќе направите со Андријана повторно нова Ќе песна. направиме и подобра и можеби можеби. малку ќе биде и по во рок стил. Одлично. Како што и Кратко само како што кажи и ми на последно. колку локации се снимаше Заборави, бидејќи видов дека снимате и во студио, снимавте во спотот и на отворено, една многу интересна локација. Каде е тоа? Тоа е на Козјак. Значи, на видеозаписот може да се забележат како две локации, но едното е малку горе на Козјак, а втората локација каде што сум со акустичната гитара е со малку подолу на излегување од Козјак. Так. Колку луѓе беа вклучени и која продукција го сработи? Спотот го сработи Steady Flow, Стефан Димитриевски, Никола Крајчевски е како фотограф и во оваа прилика би сакал да ги поздравам за тоа што како што почнав од мојата прва песна за спотот, тука натаму секогаш на нив рачунам за тоа што се... Еве, ние веќе го гледаме спотот, тече, ќе ги оставиме и гледачите да уживаат со слика и со тон. Нани, ти благодарам многу и ти посакувам сите планови и предизвици да ти бидат успешно реализирани во твојата кариера. Ви благодарам и на вас, па се надевам ќе се гледаме за некои наредни нови проекти. Секако врата отворена. Ти благодарам многу.